На лице место ни е следната содржина или нашата тема која реализираме на терен, а која се разбира ни ја подготвува Вања. Нешто кое што го споменав и на генералната најава, поточно детскиот анимиран филм Лефти и Рајти си најдоа дом, а Лефти и Рајти се Јелена Јованова и Горар Цветковски. Повеќе за ова во продолжение од Вања. Вања, добро утро. Добро утро, Ивана, и секако утренски поздрав до нашите гледачи во првото линковско вклучување за денеска, во кое што ќе ги дознаеме деталите околу една вест која што вчера излезе во јавноста. Станува збор за тоа дека актерите Јелена Јованова и Гораст Цветковски ќе бидат дел од анимираниот детски филм на македонски јазик Лефти и Рајти си најдоа дом. Тоа го искористивме како повод за да го поканиме актерот Цветковски да биде дел од утринската на Телма. Добро утро и кажете ни за почеток како се случи поканата за да бидете дел од овој анимиран детски филм. Добро утро. Па јас се сеќавам кога бев многу мал, 12 години, едно утро, не се шалам, не до толку одамна. Со навигаторс, нели како Наташа Дуковска, која што е нели автор на Лефти Рајти, соработувам многу одамна. Мислам дека уште во моите студентски денови ни се вкрстија патиштата и нонстоп таа конекција продолжи да работи. Сме имале безброј настани, безброј соработки, од реклами, од синхронизации, проекти и практично кога ми се јави за Лефти Рајти да ми каже, прво нормално го побарав сценариото, сватив што е работата. Моите деца се малку повозрасни, така да не бев баш упатен во сликовниците, но откако ја напипав работата, на драго срце прифатив. Кажете ни нешто повеќе околу вашиот лик и за тоа колку е предизвик да се гради само преку глас, наместо со сцена, со камера и се останат. Добро, двата лика се во принцип облека. Едното е блузичка, другото е оние карго пент, што викам, јас сум панталончињата. Убавината во анимираните филми не само кај нас, него општо, нели, во целиот свет, тоа што тие се метафора за многу работи, за многу дилеми во животот општо, кај луѓето. Кај нас во оваа ситуација тоа е и кај децата. Значи, целата идеја е на тоа дека Лефти Рајти се облека кој што практично ќе си најде дом. И сега тука тие поминуваат низ една палета на ситуации од типот на да ги запознаат другите нели облеки во домот, кое дете ќе ги носи, какво е детето ќе ги носи, какво дете ќе ги носи, на кој настан ќе ги носи, дали ќе ги носи на училиште, на роден ден, и преку тоа практично се отвараат и прашањата, дилемите кои што најчесто ги имаат и децата. Тоа се дали се облечени, како се другите облечени, дали се подобро, полошо, и дилемата од типот на дали се добри, дали се лоши, како да се спријателат со другарчињата. Така што таа е главната нишка која што ја носи целата оваа приказна. Тука некако ќе се надовразам и на следното прашање, што е тоа што дечињата би можеле да го научат од овој филм и за која возраст би бил најсоодветен тој? За возраста не сум 100% сигурен, тоа ќе оставам нели да се детерминира, затоа што и јас се уште гледам цртани, така да не можам да влезам у тој рейндж, но идејата која што се крие зад овој, не се ни крие, баш напротив се носи, е тоа дека децата нели за време на гледање на филмот треба да ќе им се отворат прашања од кои што ги имаат практично секојдневно. Тоа се дали се подобро облечени од другарчињата или се помалку добро облечени од другарчињата, дали имаат повеќе средства или немаат. На кој роден ден ги викнале, на кој не ги викнале, дали другарчињата ги сакаат заради тоа што се интересни и се другари, или па заради тоа што имаат повеќе средства или убав точак или убав облека во случајов. Така што целата идеја и целата поента и целата визија во овој анимиран филм практично се поклопува со идеите и прашањата кои што ги имаат децата, еве да речеме таму негде од 4-5 до кај таму 10, 11, 12 години. Практично на еден суптилен начин ќе се испратат пораки против стигмите на некој начин кои што постојат во општеството. Па еве според вас колку е важно децата да растат со ликови создавани на овој начин и дали мислите дека анимираните филмови добиваат доволно простори, поддршка во Македонија? Има простор за многу повеќе простор за да се одвои за анимирани филмови, краткометражни, долгометражни анимирани.
Има простор повеќе за усовршување на техниката. Сега гледам, не сега него пред некое време се веќе и многу кај нас активни и стоп моушен проекти. Сега имаше неколку, се сеќам на, мислам нека на Крсте Господиновски, еден режисер кој што направи стоп моушен анимиран филм, испособра се живо и диво низ светот, така што мислам дека има многу простор повеќе за да се влезе во оваа сфера на едно повисоко ниво. Првото прашање што беше? Колку е важно децата да растат со ликови градени на овој начин? Да. Од моето искуство, и како родител, и како актер, и како обичен смртник, гледач, секогаш сум ги наоѓал анимираните филмови со поубава експресија и поубаво напишани ликови, отколку дури и најдобрите филмови. Јас се уште си плачам на филмови, среќа на анимирани, зборно на цртани, среќа што ги гледам во кино, па темно е и не може да видат како ми се размачкува шминката и римелот, но мислам дека тоа се случува, па еве, од 10 на 9, сигурно. Може би заради тоа што темите се секогаш многу, нели, интригантни, може би заради тоа што се поистоветувам во многу од нив како родител. Но, например, тоа не ми се случува во филмови. Дури и најдобрите филмови, колку и да се супер, едноставно не ми прават таква емоција, заради тоа што ги гледам како во анимираните филмови ликовите се прават на еден малку по-експресивен начин и по-суптилно влегуваат во сршта на гледачот. Така што мислам дека анимираниот филм е исто толку важен, а може би дури и поважен за доловување и за отварање на нови емоции, на нови чувства, на нови прашања кај не само кај деца, кај млади, туку општо кај секој гледач. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската нателма. Се надевам дека дечињата заедно со нивните родители ќе уживаат во оваа содржина која што доправа треба да го види светлото на денот, условно кажано. На крајот сме од ова прво линковско вклучување за денеска и само да напоменам дека се работи за ликови приказна кои што се базирани на сликовниците на Наташа Дуковска, која што се јавува во улога на сценарист. Да, благодарам Вања, навистина интересно и добре дојдено за најмладата публика.